Почитувана подпредседателка на Комисијата за европски прашања, го земам ова процедурално со единствена причина да ја запознаам јавноста за начинот на кој што се води Комисијата за европски прашања покрај нашите забелешки дека бројни закони се означуваат со знамето на Европската унија и пристигнуваат овде во Комисијата за европски прашања, па разгледуваме секакви закони од најразлични области, станува збор за инспекцијски надзор во животна средина, дали станува збор за навреда, за клевета, за семенски материјал и така натаму. Дополнително работата на оваа комисија се обременува со тоа што не се почитува воопшто она што се договараме. Например, оваа седница беше закажана во 14:30 да продолжи, не оваа седница, оваа комисија требаше да продолжи со една друга седница на која што требаше да разговараме за друг закон, тоа е законот за заштита на лични податоци при истрага, спречување на кривични дела и гонење. Понатаму се подготвувавме и за да разговараме за законот за надомест на штета на жртви од кривични дела со насилство. Посем чекање од 1 час дознаваме дека таа седница се менува и продолжуваме со целосно други точки на дневен ред. Невозможно е овде да се подготвиме и да имаме квалитетна расправа. Тоа менување на точки, тој непринципиелен пристап кон оваа комисија допринесува да го намалиме квалитетот на законите кои што ги донесуваме и многу често и сега реагирав. Предлагачите кога ги предлагаат законите објаснуваат со кои се усогласени, дека се усогласени со Европската унија, дека се исполнети некои стандарди и апсолутно се подценува она улога која што има ова собрание, а тоа е дека правно-творечкиот процес треба да тече токму овде во собранието. Кога стигнуваат законските текстови се смета дека истите се веќе завршени, се сведува собранието на еден, не знам, техничко оперативно тело кое што треба да има целосна доверба и верба во владата и како такво да поминува закони без при тоа да наиде овде на критичко мислење и без да ги помине оние потребни филтри. Дополнително ќе изразам една критика на она што се договоривме на претходната седница која што заврши овде, кога се разгледува, имавме предлог амандмани на Законот за инспекцијски надзор во животната средина. Вие најавивте дека ќе завршиме со таа точка и по завршувањето на таа точка нема да преидеме на следната точка. Следната точка беше Законот за граѓанска одговорност за навреда и за клевета. Дел од пратениците меѓу кои јас ви поверувавме на она што го кажавте што се договоривме. Денеска на пленарна седница видов дека се најде Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, односно го поминал филтерот овде во Комисија за европски прашања, со што на мене лично ми беше, иако сум член, иако сум пратеник кој е заинтересиран да учествува во работата, ми беше ускратено правото да учествувам во првото читање овде на Комисија на европски прашања. Она што сакав да го кажав на пленарна седница, меѓутоа останува принципот дека некој упорно со менување на точки, со споделување на погрешни, неточни информации, со многу меѓусебни недоразбирања, допринесува Комисијата за европски прашања да биде местото каде што стигнуваат секакви закони, голем дел од нив не се усогласени или се повикуваат на директиви и регулативи кои што регулираат нешто друго, и дополнително таа лоша ситуација, тој лош имидж кој што го гради Комисијата за европски прашања, го проблематизираме дополнително со вакви информации, кога ќе кажеме дека завршуваме со работата по една точка или не е присутен представникот и нема да работиме, потоа дознаваме дека продолжиле со работа. Од каде сега да веруваме, иако беше закажана седницата на која што требаше овде да биде или министерот за правда или неговиот заменик, според информацијата која добивме, ова го кажувам за јавноста, не за вас, според информацијата која ја добивме, таа седница е одложена затоа што заменик министерот за правда и министерот за правда поради обврски се спречени да присуствуваат овде, па затоа не можеме да ги разгледуваме тие точки и затоа одиме на оваа седница која што вие сега ја отварате, од каде и ние и јавноста да имаме доверба дека по исцрпување на дискусијата или по завршувањето, чудесно повторно ќе се појави представникот и повторно без опозицијата ќе продолжите и на таа точка. Барам од вас, како заменик председател на оваа комисија, да имате малку поодговорен пристап кон собранието, да имате малку поодговорен пристап
кон колегите пратеници, особено они од опозицијата, а барам да имате од владата практично, барам да имат подостоинствен однос спрема колегите представници од мнозинството, па да признаат дека правнотворечкиот процес продолжува и овде, не завршува на седница на влада, па да не убедуваат колку се добри законските решенија, а на претходните седници видовме голем број на амандмани поднесени дури од пратениците од мнозинството, во кои што практично и се наоѓаат и се утврдуваат голем број на технички грешки, најпрвин што не е дозволиво за самата влада. Меѓутоа, нема да ги коментирам овде владата, повторно ќе се навратам на Комисијата за европски прашања. Потребно е да имаме, ако веќе гласиме како Комисија за европски прашања, потребно е да ги поставиме тие стандарди кои што ги има Европската Унија, високи стандарди на кредибилитет, и кога ќе разменуваме меѓусебно информации зошто не е започната една точка и дали ќе продолжи друга точка, да останеме на она што е кажано. Веруете, секој еден пратеник без разлика дали од позиција, дали од опозиција, секој еден е представник на народот. Ако еден граѓанин има нешто да ни порача овде од говорница, тоа е вредно да го слушнеме и тоа треба да го почитувате и вие, и колегите пратеници од мнозинството, и представниците од владата и од сите. Иако веќе имаме разбирање и чекаме да започнат седници поради доцнење на представници од владата, иако имаме разбирање дека поради нивни обврски точките се додаваат и се симнуваат од дневен ред, како да станува збор за апсолутно процес кој што го диригира владата, а не процес кој што тече овде во собрание. Јас лично не сметам дека било која обврска на било кој представник кој што требало да дојде денеска во собрание треба да има приоритет пред расправата во процесот, уште еднаш ќе кажам, затворење, создавање на законите кои што представуваат највисоки акти. На овој начин ја понижувате волјата на граѓаните и директно удирате врз суверенитетот, затоа ќе ве замолам во иднина да нема понижувачко толкување на деловникот во кој се ускратува правото на збор затоа што веќе еднаш говорев, се измислуваа временски рок во кој што можеше да се пријавиме да предложиме точки за измена на дневниот ред, да нема такви толкувања во кои може, ама не мора. Некои председатели на комисии сметаат дека тие можат да се откажат од овластувачките норми со кои што се наведено дека пратеникот може да предложи или може да говори или така натаму. И ако имаме одредена информација дека точката нема да се отвори, да останеме доследни без разлика дали се појавил министерот. Затоа сега имаме чудна ситуација во законодавниот дом во кој што представници на народот се пратениците, без разлика дали ние сме овде или не сме овде, ги отварате точките, а гледаме со каква леснотија представниците од владата без да образлагаат со што се зафатени, со едноставна информација дека имале други обврски, представуваат основ за истите точки под кои што сме се подготвувале не само ние, туку 120 народни представници, со едно такво објаснување се тргаат тие точки и на крајот на денот имаме само намалување на квалитетот на процесот на донесување на закони и овде губат сите граѓани. Затоа уште еднаш ќе кажам, барам малку попринципиелен пристап од вас, кога ќе добиеме таква информација, да останете на тоа и да не дозволите таквите точки да бидат отворени и да бидете малку построги и поригорозни кон представниците од владата кои вака неодговорно одлагаат цели седници на кои што тие се предлагачи и одлагаат еден процес на изменување, дополнување и креативно творење на закони овде во собранието затоа што имале обврски. Ви благодарам.